Кога се преселив во Америка, мислев дека знам многу работи за оваа земја. Но, кога стигнав, 10 работи ме изненадија многу. Јас сум Рената и денес ќе ви раскажам за моето доживување во Америка. Првата работа што ме изненади се дрвените куќи. Повеќето од куќите се дрвени. И многу се различни од нашите во Европа. Кога одиш, целата куќа се движи. Друго, овде секаде мораш да оставиш бакшиш. Јас првично не знаев дека тоа е едноставно културата тука. Кога некој нешто ќе те услужи, мораш да му дадеш бакшиш. И друга работа, тука, како се движиш низ улиците, можеш да сретнеш диви животни. Бев многу изненадена. Најпрво сретнав една лисица. Потоа, срни се движат, диви зајаци низ паркот. Чудно. Исто така, тука не можеш да функционираш без кола. Секаде мораш со кола да одиш. Не можеш ни на работа. Друга работа што ми остави впечаток. Тука луѓето се многу љубезни. Каде и да се движиш, луѓето те поздравуваат. Првично, јас мислам, од каде ме познаваат? Но, тоа е културата тука. Шеста работа, што ме изненади. Овде се функционира брзо. Дали ќе нарачаш, стигнува истиот ден или утредента. Или кога си во пошта или било каде, било каква услуга да побараш, брзо те услужуваат и се многу љубезни. Тоа кај нас не се случува. За жал. Седма работа. Тука луѓето многу работат. Додуша, времето го губат и во возење, затоа што секоја работа е оддалечена најмалку пола саат. Но стварно многу работат. Осма работа. Тука што ме изненади. Има огромни автопати со 5-6 ленти и возила едно до друго. Посебно кога се враќаш од работа или кога одиш на кај работа, сообраќајот е многу густ и мора да се внимава многу. Друга работа што ме изненади првично се цените. Таа цена што е напишана на производот не е истата кога ќе одиш да платиш. И бев збунета. Но кога одиш да платиш на каса, ти наплаќаат такса на таа цена. И последно нешто што ќе ви кажам за сега. 10-та работа е тоа што нема како кај нас. Ајде на кафе. Ќе ти задзвонам дома си, ќе дојдам на кафе. Нема тука. Се закажува една недела унапред. Тоа ми беше многу чудно.
И ете, ви кажав отприлика првите 10 работи што бев изненадена кога стигна во Америка. И има уште многу да се зборува, но тоа во некое друго видео. Ако сакате да ви раскажувам за моите доживувања во Америка, слободно претплатете се и јас ќе ви раскажувам. Чао!